Знаете, образованието е стол во општеството во кој што државата одлучила како да ги почитува и колку ги почитува младите луѓе. И каков однос има кон младите луѓе. Каков однос има кон оние луѓе кои што утре всушност ќе видат енергијата на општеството во делот на оние кои што ќе ги водат институциите и ќе го водат ова општество. Декларативно се зборува дека образованието е важен стол во општеството, меѓутоа ние видовме дека во овие 20 до 30 години тој е целосно напуштен приоритет. Не се препознава дека тоа е инструментот за развој на општеството. Од друга страна има се повеќе и повеќе моменти во кои што дел од промената на образовната парадигма во сите нивоа на образование, и во предучилишното, и во основното, и во средното, и во високото, пребавно се менува. Така да, генерално јас би кажал дека профилот на младиот човек е многу променет во овие 30 години, профилот на образовните институции не е променет. Клучниот момент е дека ние, вработените во образовните институции, сме тие кои што треба да се промениме за да го промениме образовниот систем, но промената на образованието доаѓа и од промената на другите фактори во општеството, а тоа значи дека денес образованието може да се менува и ако економијата разбере колку е важно образованието, ако политиката разбере колку е важно образованието, ако локалната самоуправа разбере, тоа значи колку ние знаеме да изградиме култура на комуникација како институции. Сепак општата јавност знае дека образованието е клучно. Затоа бараат тие одговори во некои образовни системи во кои што ќе ги стекнат тие компетенции, така да тука фали можеби поинакви образовни политики кои што ќе направат еден поинаков концепт на образование.